Vsak prevod literature pomeni zbliževanje, pomeni poglabljanje prijateljstva, pomeni bogatstvo jezika, bogatstvo duše. Počesteni smo što tokmu danes и tokmu во Štip се промовира антологијата на современата словенечка поезија на македонски јазик. Големиот Иван Андич рекол дека зборовите летаат и одлетуваат, книгите остануваат. И убаво е што дел од издавачката дејност на познатите словенски писатели, тука видовме и на Цанкар книга, нормално и она денеска промоќа што ќе имаме, ќе биде составен дел на нашата библиотека и ќе бидат доставени до нашите ученици и студенти и да имаат прилика да се зближат со словенската култура, затоа што колку повеќе се познаваме, колку повеќе учиме едни за други, толку повеќе сме блиски, а словеничкиот и македонскиот народ се браќа. Обележавamo 25. годишницу дипломатских односа измеѓу Република Словенија и Република Македонија. То се велики ствари и нема puno ambasada i možda vrlo malo i možda nijedna osim slovenečke koja radi to tu. Zahvaljujem se i Matici Makedonskoj i prijatelji kolegi Radi Siljeno da za njegova izdavanja svih tih slovenečkih knjiga na makedonskom i pre svega ove najnovije, nije posljednja nego najnovija, antologija. Mi smo doneli kao ambasada jedan komplet slovenečkih knjiga kao poklon biblioteci. Ja poznavam ova igra. Сега ќе морам да ги запалам светлата и да се преправам дека ја гледам ноќта, бидејќи знам дека на другата страна е утрото. Ние ги имаме зборовите со кои што секогаш градиме по еден мал споменик на јазикот и по еден мал споменик на државата. Зошто го велам ова? Затоа што колку и да е убав преводот и препевот на песните, кога ќе се прочитат во оригинал, тогаш можеби ќе бидеме и светоци на тој споменик и на јазикот и на државата. Температура се спушча и гласови из радија у ночни поговорни оддаи за осамljene се притајаjo. Од ту напред бом гледал своје роке, како трдно држиjo обруч волана in за дрвечими очми лучи, ki prihajajo naproti in bežijo mimo mene, snuti v druge roke, trdno pritrjene.